почитувани присутни, почитувани гости, во името на джудо клубот Сеишин од Прилеп, сакам да ве поздравам и ми представува особена чест и задоволство за денешното ваше присуство на оваа пресконференција по повод организацијата на 13-тиот меѓународен джудо турнир Прилеп град Херој Цевитана Куп, како и по повод 20 годишнината од постоењето на клубот. Во оваа прилика на почетокот сакам да ви соопштам денеска со нас кои се присутни тука. Тоа се представниците од джудо клубот Сеишин, организаторот на овој настан, господинот Дејан Ширковски, председател. Потоа господинот Киро Здравески, председател на иницијативниот одбор на джудо ветераните и член на клубот. Председателот на джудо федерацијата на Македонија господин Владимир Трпановски. Господин Томе Јосифовски, интернационален джудо судија. И ви ги представувам странските гости, тоа е господинот Драган Мрваљевиќ, генерален секретар на Црногорската джудо федерација, господинот Миле Матиевиќ, 6-ти дан од Босна и Херцеговина, и нашиот специјален гостин, господин Вук Рашовиќ, 10-ти дан од Република Србија. Продолжуваме во кратки црти само за статистичките податоци за овој меѓународен турнир. Имаме најава за учество од вкупно 30 клубови од 7 држави со околу 300 надпреварувачи. Значи, од страна на судиската комисија, борбите ќе бидат водени од мешани судиски тимови, како од нашата држава, така и од странство. Исто така, текот на надпреварите ќе го спроведува надпреварувачката комисија при нашата федерација. Во однос на другиот дел од организацијата, клубот организатор има обезбедено богат фонд награди за сите возрастни категории, медал, диплома. Имаме пехари за најдобра екипа по старосни категории во машка и женска категорија, тоа е посебно помлади пионери, машка женска конкуренција, пионери машка женска и кадети машка и женска конкуренција. Секој освојувач на прво место добива и друга специјална награда, обезбедена од нашите пријатели и спонзори. Тоа е по еден парфем. Дополнително имаме и некои поситни награди за најдобар надпреваруваш, за најдобар освоен поен, за најбрзо победена борба и така натаму. Така да не се повторувам, имаме богат награден фонд како и секогаш на овој турнир, во ова наша организација. Добар ден до сите присутни на оваа пресконференција. Јас само кратко сакам пред се да го честитам јубилејот на Judo Club Station, 20 години од неговото постоење. И искрено сум, како и секоја година, се повеќе и повеќе изненаден од организацијата, од се тоа што гледам и од организацијата на овој традиционален турнир, кој очигледно прераснува како најдобар турнир на джудото во Македонија. Исто така, од се тоа што гледам, а се надевам и од утрешните борби, можеме само слободно да кажеме дека джудото оди во нагорна линија, по правиот пат, и по мене, можам слободно да кажам, представува светла точка на целиот македонски спорт во периодот уназад, а и во иднина. Ви благодарам. Moram da kažem da mi je izuzetna čast danas da sam u ovome društvu velikana judo sporta, prije svega. Što se tiče samog turnira, mi klubovi iz Crne Gore trudimo se da budemo, da učestvujemo na najprestižnijim turnirima u regionu, što svakako ovaj turnir jeste i to potvrđuje naše prisustvo već dugi niz godina unazad. Organizacija, kažem, je zahvaljujući našim prijateljima iz judo kluba Sejšen stvarno na vrhunskom nivou. Kažem, dosta pratimo turnira u regionu, ovo je stvarno jedan od tih turnira koje ćemo i u budućnosti dugo godina još posjećivati.
mislim da cifre govore koliko turnir iz godine u godinu napreduje. Zahvaljujem se još jednom svima na gostoprimstvu i na odličnoj organizaciji. Naši sportski prijatelji šahisti vole da kažu da je šah jedna porodica. Mi džudisti imamo isto pravo da to kažemo za sebe, da smo jedna velika svetska porodica i da u tom velikom svetskom bratstvu značajno mesto pripada ovom istaknutom gradu i njegovim džudistima. Ako bi na mapi sveta bile postavljene sijalice koje objašnjavaju, odnosno obasjavaju mesta, objavljuju mesta gde se judo radi, ova ne bi bila najslabijeg sjaja. Ja sam imao privilegiju da kao rukovodilac jugoslovenske judo organizacije sarađujem sa ljudima iz Makedonije i zauvek će mi ostati u sećanju saradnja sa Sejdom Teofilovskim i Slavetom Dimitrijskim. A posebno sam radosan da sam sad dobio nove prijatelje koji na takav način održavaju judo u ovom gradu. I to na dve najključnije linije. Znači, na brizi o mladima, mi ćemo ovde videti nekoliko stotina mladih iz Makedonije i prijateljskih zemalja, ali i na velikoj kulturi bavljenja judom koju tumače prilepski veterani. Moram da izrazim svoju sreću što sam te ljude upoznao. Čestitam vam jubilej i nadam se da ćemo još dugo ovo proslaviti. Deneska, nemoj da mi zamerite ako pravim greške ovo makedonski jezik, ali sakam da zborujem po makedonski, jer ja vo Makedonija odavno uradih za mene mnogo bitne stvari. Završi fakultet u Makedonija, u Skopje, Midrizovo, magistriralna kriminalistika, tako da vo moj život Makedonija, Skopje i Makedonci, pa i Makedonke ostaše i Deneska vo jedna mnogo lepa uspomena. Dojdov od Banja Luka, odnosno od Šipovo, jedan mali grad, čuo se na ovim prostorima po nekom zmaju koji se tamo predstavlja po nekim svojim specijalitetima, nije baš nešto reprezentativno, ali pre par godina osnovali smo judo klub u Šipovu, Stevan Marković, i imamo jedan divan judo kamp, gde ja, kao trener kluba i aktivni judo veteran vo judo sport, okupljam veterane iz Bosne i Hercegovine i šire. Deneska se odluči da dođem u Makedonija so poseban razlog da se odužim na moj prijatelj Kire, koji 2 godine zaredom dolazi vo Šipovo so svoji veterani, tako da je red da dođem ja vo Prilep. Prvi put dolazim u Prilep, u jedan divan grad, da ne dužim. Nadam se da ću u budućem vremenu i češće dolaziti. Hvala vam još jednom. Техничките карактеристики за турнирот господинот Дејан Мицкоски ги напомна. Во однос на квалитетот можам само да кажам дека ако седиме во друштво со луѓе кои патувале 860 километри, со господин кој е носител на 10-ти дан и има 84 години, и дошле со наше посебно задоволство дека се тука, мислам дека се кажува на кое ниво се издигна турнирот и се надеваме само дека во идните години ќе бидеме поуспешни. Благодарам уште еднаш за присуството на сите.